Блажевски, вие сте били активен и во невладиниот сектор и се уште сте, тоа нема попречено со вашиот политички ангажман да бидете и да партиципирате во невладиниот сектор. Што мислите, на што се должи овој масивен одлив на младиот човек? Тоа значи и одлив на мозоци, да не заборавиме, бидејќи бројките се неумоливи последните 2 декади, последните 20 години, помалку 83.000 ученици во образовниот систем. Тоа е навистина бројка за Македонија, за ваква држава со ваква концепција на населението е навистина алармантно. Повелете ве вие каде ги лоцирате проблемите? Видете, миграција постоела секогаш. Се иселувале за време на бивша Југославија, меѓутоа од 91 навака со владењето на структурите на власт на СДС не идуи 32 години, гледаме едно континуирано водење на политики кое што резултира со одлив на многу млади мозоци. Не би рекол јас само дека се тоа, да, можеби во последните 20 години забележуваме најголем раст на одлив на млади мозоци. Гледам дека имаш некоја статистика дека само за овие 2 години, ако не се лажам, има околу 50.000 граѓани од нашата држава кои што се иселиле. Секако мислам дека не само што можеби светот сега е отворен, па можете речиси каде сакате да отидете ако сте квалитетен да понудите вашата професија, ако може да допринесе во некое општество, во било која земја од светот кај што се цени, они ќе ве примат и дури ќе надградуваат, ќе ве наградуваат. Меѓутоа, сметам дека во нашата држава и како можеме ние младите да и напредуваме и да се надградуваме, бидејќи знаете дека имаме многу млади умови, паметни умови во нашата држава кои што на многу нивоа направиле многу успеси. Особено веќе спомнам во IT секторот ако земе, гледаме дека се развива буквално многу брзо, многу рапидно. Меѓутоа и тука гледаме дека нема од владата нема поддршка, иако многу има ветувања со тие стартап фондови, меѓутоа начинот на кој како се доделуваат, на кој тендер, на кого се доделува, по мене е многу симптоматичен, бидејќи гледаме доста роднински врски кои се случуваат таму во тие тендерски постапки. Така говорат инициите и затоа имате една апатија кај младите граѓани, кај што смета дека државата не сака да помогне, не сака да изнајде начин да ги задржи нив и едноставно ни си решаваат да одат по белиот свет. И боже мој, сега секој сака да има екзистенција на крајот од денот, меѓутоа сметам дека и тоа е погрешно. Затоа јас сум се вклучил во граѓанскиот сектор, сум учествувал на разни настани кои ги организираат невладини организации, меѓутоа сум сметал дека само преку политичката партија Демократи, која што сум член веќе 5 години, сметам дека тоа е единствениот начин како може да дојдеме во позиција не да владеме, туку да менаџираме државата, да ги видиме кои се потребите и оние реални остварливи работи, не само за младите, за сите граѓани на државата. Така да не се ветуваат Потемкинови села, туку реално остварливи проекти. Еве, кога седите, предпоставам со предпоставени во политичка смисла од другата страна на државата, што барат тие од младите, односно тие велате ви пред избори, кога ќе дојде сите во програмите има толку млади, онолку млади, меѓутоа тоа повеќе личи само како да е запишено на хартија, а не дека и реално се вклучуваат младите или пак дека се генерираат политики кои што ќе го задржат младиот човек овде. Еве, или што мислите вие? Дали се доволно младите слушнати, дали гласот на младите доволно се слуша и дали е, како да кажам, дали тој младински активизам е на потребното ниво или е расцепкан, како и во политичка смисла, што е се некако поделено, расцепкано, па недоволно нема критична маса? Видете, во однос на мојата политичка партија Демократи, можам да кажам дека слободно можеме да си ги кажеме нашите идеи, да се внесат во програмата, меѓутоа, како што кажав, реални, остварливи. Не можеме ние да ветуваме брда и долини, ако тоа не е остварливо. 32 години гледаме дека брда и долини се ветува и од тоа ништо. И кога ќе го видам, да речем, кога ќе видам младината во другите политички партии, бидејќи сум се среќал по тие настани, мислам дека таму наводно постои некоја хиерархија, меѓутоа сметам дека нивните
наводни залагања не се вметнуваат во програмата или може некој мал дел. Меѓутоа, искрено морам да кажам тоа дека од сите тие партии јас гледам една бројка голема бројка која што има интерес во однос на државно вработување. Тоа мислам сите го знаеме дека за жал партиското вработување 32 години се случува, па потоа се случуваат реваншизми кога ќе има промена на власта, а тоа не треба да е така, како што кажа Ген, треба да има меритократија, по мерит системот додиме да можеме да земеме примери од западноевропските држави, да го вметнеме во нашиот систем и да направиме неко општество каде што стварно ќе има вработување, нели по квалитет, по стручност, а некако до сега заради партиската припадност, па позицијата во партијата да бидат вработени. Зашто ја од тоа што гледам, буквално и тие млади што се таму се вработуваат во некои места каде што диаметрално спротивно од нивното образование и тука ние се создава онаа дупка во образовниот систем која што ни штети и ќе ни штети во наредните можеби 30-40 години и за тоа ќе треба долго време за да се исправи. Затоа јас како млад човек имам порив да го направам тоа, меѓутоа заедно може да направиме вака како со Гент што е активен, со млади луѓе кои што се активни, кои што сакат да допринесат за своето општество и на крајот од денот луѓе кои што имаат вистинска идеја за државата и нормално нината да замислат овде, а не надвор, како многумина за жал што сакаат. Илија, што мислите вие околу повторно младинскиот активизам? Дали доволно соработуваат младите овде во Македонија заеднички, кога зборам за неколку клучни точки околу кои што може нели да се сите да се обедините? Видете, имаше една проекција таму дека ако се обединат сите млади од сите политички партии, би имале некаде околу 17 партеници во сооднос на колку тоа младите гласаат. Меѓутоа, од сето тоа што го видов таму и што бев учесник на многу настани и наводна соработка, нели, за нешто подобро, ја искрено соработка видов само на маса во кафана. Тоа го кажувам отворено дека тоа се случуваше и тоа го прават ден денеска, тие истите што беа таму вклучени, и затоа ви велам дека јас искрено немам доверба во нив, бидејќи секогаш се води околу свој личен интерес, се е нешто задкулисно. Сметам дека младите треба да бидат активни во општеството, меѓутоа во својот делокруг на образование. Како што кажав, значи има од таму ја што познавам млади луѓе кои што во тие моменти беа апсолвенти, по месец дена одма се вработувани или во Министерство за финансии, или во Министерство за информатичко општество, каде што им е нормално политичката партија, таму се вработуваат, независно од тоа дали тој не знам завршил, не знам економско, не знам медицина, значи се ротираат и тука настанува целиот проблем. И затоа јас искрено морам да кажам дека во СДСМ-ДПМН и нината младина јас немам некоја голема доверба. Сакам лично во еден фронт за спас на Македонија кој што го најавуваме со политичката партија Демократи да ги вклучам сите млади, ги поикавме сите млади да се вклучат, меѓутоа, значи личниот интерес да биде ставен најпоследен, бидејќи интересот на државата, да сите граѓани треба да биде на првото место, бар јас така гледам лично. Нас многу работи ни фалат. Еве ако земеме за младински политики, никој од младите не спомнал во ова време дека ние во Македонија немаме PayPal. Значи што е поразително. Вие немате PayPal, само ние и Црна Гора од Балкан немаме PayPal. Јас имам лично пријател кој што губи пари, бидејќи не може да продаде на PayPal, не може да прими пари, може да купува, меѓутоа не може да прими. Тоа веројатно системски државата не сака да го реши, нема волја да го реши, затоа јас и го стави во програмата, бидејќи сметам дека и тоа е еден начин на задржување на младите, бидејќи гледаме дека повеќе гледаме дека се запишуваат на финки илјади. За IT тие работат и за странски фирми, што е окей, што е добро. Да, тоа е одлично. Јас сум, значи, и треба да прошетат. Јас сум бил на размена во Чешка една година, бидејќи студирав факултетот за безбедност, па таму студирав на департаментот за политички науки и интернационални односи и таму видов како е еден друг систем и како функционира и како може да се вметне во нашиот систем, не дека се нешто кузне колку паметни или што, меѓутоа дали ископирале, дали искомбинирале, направиле систем каде што
стварно функционира без никаков проблем. Так, колку се слуша гласот, сакам да кажам, од младиот човек и околу овие политички теми. Македонија е на патот на Европската Унија, пред извици сме за уставни измени и за тоа. Дали сметате дека доволно може да се чуе младиот човек, оној кој што во иднината, па и сега, па и нели во периодот што следи, сега и понатаму од сега, ќе ги води практично државните процеси. Вие сте тие на кои што ќе почива државата, што се вели почива и може да почива апсолутно. Видете, практично јас сум бил и поборник младите да бидат секогаш активни во политиката, бидејќи тоа е во светот, во западноевропските земји е вредност, значи да бидеш во политика, да создаваш нешто добро, меѓутоа не да работиш за свој лични интерес како што се случува кај нас. Во однос на Европската Унија и НАТО, ние сме прозападно ориентирана партија, сме про НАТО, меѓутоа сметаме дека и тие уставни измени да поминат, кои што сме против, поради, морам да кажам, францускиот предлог кој што реално за нас не е добар, поради одредени членови, меѓутоа тој се прифати и веќе тој ќе мора да се спроведе. Дали ќе го спроведе овој парламентарен состав или некој друг, јас тоа не можам да кажам со сигурност, се калкулира цело време. Меѓутоа, колку и ние да донесеме уставни измени, може да побарат и пак да донесеме уставни измени, ние внатре во системот, ако не изградиме општество каде што ќе функционира, како што кажав, врз база на квалитет, стручност, нема колку и да правите уставни измени, вие не може да се инкорпорирате во општеството во Европската Унија. Бидејќи кога ќе станеме членка, ние кога ќе дојде граѓанин од Германија, он ќе сака овде во Македонија, кога ќе има некоја потреба, се чувствува како да е во Берлин. Значи буквално да има администрација како што е таму, да нема нели врски, мито и такви работи, а кај нас ние сме толку назад во нашето општество, за жал, кај што нели функционираат врските, митото и корупцијата е развиена на високо ниво. Еве гледате, вчера имавме пукотници во Изгет мол, не се знае ништо, а се вели дека нели криминалот е намален, а ние сме фактички на небезбедна држава, ако гледате реално, и сметам дека ние треба внатре да работиме на промена на системот. 32 години, тој е еден коренит систем, за жал што овие политички структури СДСП и ДУИ го направија, се всадија, меѓутоа сметам дека може да се тргнат. Јас сум убеден во тоа ќе се случи на наредните избори. Пак ќе кажам, сепак треба ние прво внатре да работиме, а тие одредени процеси кои што ги почнале, треба да се ги завршат они, бидејќи тие се нафатиле. Или како велат, има една сентенца која што вели биди доволно добар за да не може никој да ве игнорира, тоа е така. Илија, ти на ова исто прашање, што мислиш околу овие политички прашања и теми, колку вордингот, колкова што слушаме за криминал, за корупција, бидејќи тоа е некаде поставено во последните анкети што се однесува на младите, се однесува како прва причина поради која младите си одат од државата, без перспективноста практично. Видете, тоа за намалување криминалитетот и другите работи, што вика народски, хартија трпи се. И тоа на терен е сосема друга работа, тоа е видливо, секој гледа. Како што кажав, искривени се вредностите, имаме министри, ќе спомнам некој како Бујар Османи, кој што е абдомен хирург, е министер за надворешни. Имате Фатмир Бесими, кој што беше министер за одбрана, па е министер за финансии. Тоа е тоа токму што го зборам, се ротираат, како што ќе каже, партискиот лидер. И тука е целата грешка во нашата држава и ние тоа мора да го промениме, ќе го промениме. А тоа да, значи, јас сум приметил дека луѓето, јас лично пример, има многу примери каде што има луѓе кои се бават во IT, кои што имаат солидна плата, дека сосем убаво да живеат, они си заминуваат поради неправдите во општеството, поради во дупката што ќе удрат со автомобилот на секој чекор, видов студиото, видов каква е состојбата. И сметам дека тоа мораме, пак ќе кажам, ние системски сами да го менуваме. Европската Унија може само да ни помага. Гледате каква шлаканица ни удри холандскиот амбасадор
околу парите за правосудството, каде што обвини каде отида нашите пари од нашите даночни Реформи не обврзници. се спроведени А на никакви. терен се случува сосема нешто друго. И па ќе кажа, колку и ни да правиме уставни измени, да побарат и некое ново вето, па нови уставни измени. Ние сами ако не си ги промениме нештата, нас никој нема да не ги промени нештата. Може само да ни помогнат, меѓутоа работата останува на нас и на никој друг. И јас само кратка порака, на следните избори граѓаните треба да гласаат значи за некого, а не одинат против некого. Тоа е мојата против, така, дека 30 години против одинат. Против контра, точно, баш така е.